Наш гостин во утренски брифинг е кандидатот на ДУИ за премиер, господинот Насер Зибери. Добро утро, господин Зибери. Вие сте впознати во јавноста, сме анализирале досега многу теми, а вашето политичко искуство од минатото, вели 2 пратенички мандата и министер за труд и социјална политика, овој пат кандидат за премиер на оваа држава. Пред се би сакала да го почнеме ова интервју, да ви дадам простор за да ни кажете што е она што е дел од вашата програма доколку станете премиер. Што е она што кои ќе бидат вашите приоритети, за што прво ќе се фатите за работа? Добро утро. Дозволете ми да ги поздравам сите ваши гледачи и слушатели и да им се заблагодарам на сите граѓани кои и покрај навистина тешката состојба со пандемијата има храброст да излезат на гласање и да се определат, се разбира, за опцијата за која сметаа дека е поблиска до нивните ставови. Што се однесува до програмата, ние како прв приоритет го издвоивме прашањето на соочување со навистина многу тешките разорни ефекти што ги дава пандемијата. И на здравствен план и на економски план. И значи топ приоритет број 1 е токму тој дел каде што ние сакаме да ги зајакнеме капацитетите за справување со пандемијата на здравствен план. Тука да ги зајакнеме и техничките, но и хуманите капацитети. И таа поддршка да не биде само морална, само техничка, туку и финансиска, не само во градење на капацитети, туку и материјална поддршка на луѓето кои се справуваат, зашто мора да признаеме дека во овој период ни беа скоро една од ретките светли точки во справувањето со кризата и затоа таму предвидуваме да во здравствениот сектор минималната плата на медицинскиот кадар со средно образование да не биде под 600 евра. Предвидуваме, значи, и сијасет мерки во секундарното здравство, во терцијарното здравство, но пред се да ги зајакнеме капацитетите во примарното здравство како еден филтер или бариера за што помалку продор на пациенти во другите 2 сектора, зашто колку веќе гравидира процесот, толку е поскапо чинењето на третманот на пациентите во тој сектор. Тука предвидуваме брза реалокација на средства, што значи преиспитување на буџетот. Буџетот ќе мора да претрпи, значи, измени и тој ребаланс на буџетот, дел од средствата ќе мора да ги пренамени во оваа насока, а во делот на стопанството предвидуваме исто така реалокација на средствата и неколку пунктови кај што сериозна е концентрацијата на средствата предвидени за капиталните инвестиции да може да се пренаменат во делот кај што е најнеопходно за да може да се излезе барем колку што може од кризата и ефектите од кризата. Тука предвидуваме и брзо враќање на ДДВ-то за сите приватни оператори, да не чекаат по 3, по 6 месеци, туку најкасно за 30 дена да им бидат вратени средствата. Предвидуваме исто така државата, односно буџетот, да ги алиментира сите барања на приватните оператори кон јавниот сектор, кои ги имат завршено своите работи или се во процес на завршување по ситуациите кои ќе ги приложат, веднаш буџетот да ги подмири тие средства и да може да се да закрепне стопанството. Има и неколку мерки на оваа област, но значи прв топ приоритет е соочувањето со овие мерки. Второ, ние сакаме веднаш да се постават некои
правци кои ќе ја вратат довербата на граѓаните во правната држава, во владењето на правната држава и законот, а тоа неминовно како прв почеток ние справување со она што значи борба против криминалот, корупцијата, преку тој систем што во политичкиот жаргон е познат како ветинг. Ние мора да создаваме перцепција кај граѓаните дека носителите на јавна функција на вистина не се тоа што во моментов е перцепцијата. Мора да докажеме дека има и честни луѓе кои јавната функција не ја користат за лични интереси, туку им е професија со која доброволно се фатиле. Тука тој процес ќе почне од делот на правосудството, што значи и судството, и обвинителството, носители на јавни функции, почнувајќи од влада, пратеници, директори на јавни установи, фондови и така натака. И тој процес сметам дека може да придонесе кон промена на сликата за носителите на јавни функции. И тука мислам дека ќе мора да се направи малку повеќе во делот на начинот на кој функционира нашето судство. Се има впечаток дека судството често пати своите одлуки ги има донесено и мотивирано од политички или етнички предзнак. Мора судството да докаже, да се избори во нашиот политички систем како трета власт, но која функционира навистина независно и граѓанинот да има доверба кога ќе чукне на вратата на судот или кога ќе биде повикан да знае да е сигурен дека ќе се почитува словото на законот. И тука предвидуваме неколку мерки на тој план, дури и со воведување на еден посебен суд кој ќе може да ги преиспитува одлуките за кои засегнатите странки сметат дека од политички или етнички причини се мотивирани тие одлуки. Предвидуваме и други мерки, како што е можноста да се развие една поголема мрежа на мерки за зајакнување на приватниот сектор, на мали и средни предпријатија, поддршка на малите бизниси, малите фармери со грантови, со кредити бескаматни и така натака. И неколку мерки кои сметаме дека во моментов ни се потребни. Господин Зибери, сакам да ве прашам дали се ова ваши предлози лично како кандидат за премиер или се предлози на партијата? Ова го прашувам бидејќи се поставивте како надпартиски кандидат, така ве представија и од партијата, а од друга страна ве слушав внимателно сега кога зборувавте за судството и за реформите кои се потребни во правосудниот систем, а партијата која ве поддржа, која ве кандидираше, практично е во изминатиот период на големо критикувана дека не сторила ништо за да се направат реформите токму во правосудството, па еве кој беше едно и од главните барања за промена на претходната власт. Програмата моја е комбинација, значи дел од прашањата кои јас сметам дека се неопходни се ставени и дел од прашањата кои ДУИ како партија смета дека се во интерес на остварување на партиската програма, се во интерес на граѓаните се вметнати. И тука неколку прашања се мои лични кои сметам дека еве истакнувањето на борбата против последиците од... Ќе загрози ли тоа функционери на ДУИ? Може да загрози. Доколку навистина има елементи, никој нема да биде поштеден. И затоа во овие приоритети што ги спомнав, јас мислам дека враќањето на довербата во владењето на правото и правната држава неминовно е услов за одење напред. Ние сме на прагот на отварање на преговорите. Првите, значи, начела кои ќе се отварат во преговорите се токму тие, владење на право и правна држава.
И не мислам дека дуи како политичка партија, не велам дека таму нема да има личности и лица кои може да бидат отпорни кон вакви определби, но партијата како субјект политички и сериозен во политичката сцена, мислам дека не може да се постави поинаку освен да ги поддржи. Како што и секој кој претендира да биде сериозен политички фактор и земјата да сака да напредува, не може да има против вакви определби. Впрочем, сите декларативно се изјаснуваат и Социјалдемократскиот сојуз, и ВМРО ДПМН и останатите дека владењето на правото е приоритет без кој не се може понатака, и од тука не очекувам некој сериозен отпор, освен поединци, како што реков, кои може да се најдат во било која политичка структура. Доаѓа време за постизборно коалицирање, за составување нова влада. Ова за нас беше навистина бурен период во смисла на политичка реторика. Сакам да ве прашам, бидејќи веќе изјавивте дека повеќе би сакале коалиција со оние кои се залагаат за евроинтегративниот пат, дали ќе инсистирате на коалиција со СДСМ? Значи, моја политичка визија за иднината е градење на хармонични меѓуетнички односи, создавање на меѓуетничка доверба, создавање на простор каде што секој ќе се чувствува рамноправен како гаранција за внатрешна стабилност. И во исто време градење на надворешна политика која ќе не сближи кон вредностите кон кои претендираме, а тоа е НАТО, каде што веќе сме членка, и Европската Унија, каде што претендираме да стануваме членка и пред чии порти веќе сме спремни да почнеме да преговараме. Овие се приоритети без кои не се може понатака, што се однесува до мене како определба и субјектот кој ме поддржува. А тоа што подразбира? Тоа подразбира дека навистина ние сите треба да се залагаме на внатрешен план да изградиме такви инструменти кои ќе обезбедат лојалност и перспектива за сите граѓани, а на надворешен план некои клучни прашања кои ни гарантираат перспектива за градење на европски вредности не може да бидат засегнати, односно да бидат доведени повторно во прашање, а не дај Боже и да се поништат. Тоа е пред се, значи, Охридскиот рамковен договор како гаранција за односите во земјата, договорот со Грција, така наречениот Преспански договор, договорот за добрососедство со Бугарија и други елементи кои одат во функција на градење на ваква политика со вакви определби. Значи, овие прашања навистина се темел на иднината и напредокот на земјата. И евентуалното враќање повторно и отварање на овие процеси би било ретроградно и мислам дека тука нема простор за преговори. Лидерот на интегративците, господинот Али Ахмети, не отиде на одмор, туку можеме да забележиме во изминатиот период од она што го пишуваат сите медиуми, дека интензивно работи, разговара со лидерите на сите политички партии во земјава, и на албански, и на македонски. Она што сакам да ве прашаме, каква е вашата перцепција во однос на опозицијата, опозицијската ВМРО ДПМН конкретно, дали кај нив забележувате можност или волја да дозволат премиер албанец ако тие бидат дел од новата влада? Се прво дозволете ми на првиот дел од прашањето околу господинот Ахмети. Господинот Ахмети за волја на вистината се откажа од сите можности да одмара после овој напорен период, бидејќи е свесен дека земјата ја очекува на вистина сериозни задачи да што побрзо ние ги конституираме органите на власта. После еден долг период каде земјата немаше собрание, каде што владе една епидемија со пандемиски размери, значи светска, во период каде стопанството се соочува сериозно со проблеми за да обстои и да функционира. И во период каде што имавме месец и пол, ако не и повеќе, вонредна состојба, донесување на уредби со законска сила,
кои не беа во можност да добиват верификација од надлежниот орган на власта, собранието, ние подхитно треба да смогнеме сили да почнат преговорите, да се најде заедничка платформа, на основа на таа платформа да се создаде парламентарно мнозинство како гаранција да може да се свика собрание, да се избере претседател на собрание и претседателот на државата да се увери дека политичките субјекти, одредените политички субјекти имаат обезбедено мнозинство како услов согласно член 90 од Уставот да го определи мандатарот, да го даде мандатот за формирање на влада. И на овој план господинот Ахмети сметам дека сериозно работи и е спремен што побрзо, значи, ефектите од изборите да се валоризираат и земјата да добие институции кои ќе можат да се носат со проблемите за кои зборуваме. Што се однесува на вториот дел од прашањето, јас пред малку ги цитирав определбите политички. И секој субјект кој може да се најде во овие определби е потенцијален соработник мој и на ДУИ, и на СДСМ, и на ВМРО, да помене, или на било која политичка партија. Значи, ние како дел од едната структура, ние ќе внимаваме овие политички определби да бидат запазени и да не се доведат во прашање. И на овој план господинот Ахмети неколку пати се има изјаснето дека би било добро да продолжи соработката со партнер со кој ние ставивме точка на отворени спорни прашања и како такви, значи, сакаме да ги продолжиме односите на градење на перспектива. Тоа по автоматизам не исклучува друг партнер за соработка, но таа соработка и ги подразбира овие елементи што ги нагласив пред малку. А дали за таа соработка услов е албанец премиер? Јас со информациите со кои располагам, господинот Ахмети обстанува на идејата, значи, јас да бидам идниот мандатар, и нема одстапување од тај идеја до сега. Се разбира, не се затвараат сите врати. Впрочем, продуктот создавање парламентарно мнозинство е резултат на преговори. И тие преговори ќе ги дадат идните резултати. Но аргументите негови одат во насока да јас бидам идниот мандатар, од причина што претседател на државата е по етничка припадност македонец. Можниот прв човек на собрание би бил македонец. Многу носители на јавни функции. Господинот Ахмети смета дека државата треба да ги руши последните бариери и да нема резервирана позиција во државната власт која е само на едната или другата заедница, а тоа, впрочем, ќе ги зајакне внатрешните капацитети земјата да се представи во посветла иднина и надвор, да докаже пред светот дека немаме предрасуди, дека немаме бариери, дека секоја функција во земјата е еднакво достапна за секој, доколку, значи, е продукт на тие преговори и политички определби. Господин Зибери, овие избори, резултатите од овие избори беа доста изненадувачки за сите. Пред се затоа што изгубија мандати СДСМ и ВМРО, но од друга страна пак се створи една квалитетна албанска опозиција. Како што е тесно во македонскиот блок, така три мандати е само разлика помеѓу ДУИ и еве во конкретниот случај коалицијата Алијанса. Па во таа смисла, додека во моментов се прават сите комбинации, сите математики, се калкулира плюс-минус колку се добива за да се состави влада, ја калкулира ли ДУИ можноста, веројатноста да остане во опозиција? Ги калкулира ли оние изјави од текот на кампањата дека е возможно најголемите опоненти СДСМ и ВМРО да си разменат пратеници и со албанската опозиција која сега освои 12 мандати да формира влада?
Најпрво дозволете да кажам дека за мене лично предпоставувам и не само предпоставувам, имам информации од господинот Ахмети. За нас, значи, не е најбитно дали ДУИ ќе биде дел од идната коалиција. За нас е битно дали ќе се валоризираат политичките определби за тоа што е наша аспирација. Тоа е прво. Второ, има еден джентелменски договор помеѓу партиите кои ги спомнавте како коалиција, Алијанса и Алтернатива и ДУИ, и не само ДУИ, тука беа вклучени и другите субјекти, дека тој што ќе добие макар еден глас, а не мандат повеќе, ќе се помири со фактот дека ги изгубил изборите и дека нема да чека на ред кој мандатар, која партија ќе покани на преговори за составување на идната влада. Впрочем, во минатото такви случаеви имаше кога ДПА се разминуваше со ДУИ, која ќе биде првиот член на идната коалиција. На тој план мислам дека политичките партии на албанците имаат еден консензус. Дали ќе обстанат, не можам да гарантирам, зашто они одлуката ќе ја донесат, но секако се свесни за реперкусиите и нивната политичка перспектива која може да им се случи доколку без легитимитет бидат носители на извршната власт, а ДУИ ја потиснат во опозиција. И на крај да кажам дека можноста од превземање на пратеници од лева кон десна и од десна кон лева страна, мислам дека би бил најлошата услуга што може на државата да и се случи. Од причина прво, ние сме длабоко убедени дека волјата на суверенот, на граѓанинот, на денот на изборите треба да се испочитува. И нема право ни Заев, ни Мицковски, ни Ахмети, ни било кој да тргува со мандатите на пратениците. Инсистирање на коалицијата победник со победник? Нема право да тргува, да бара Мицковски од Заев или Заев од Мицковски пратеник повеќе, за да може да формира влада. Да, треба да се почитува и начелото победник со победник. Но, навистина, беше многу тажна изјавата на двата претенденти за премиери, кога изнесоа вакви претензии дека ќе може да тргуваат со главите на пратениците, зашто тоа навистина ја руши до крај довербата на граѓаните во изборите и политичкиот процес како начин на остварување на интересите на граѓаните. Таквата политика час поскоро треба да прекине. И така ние во минатото, поготово во овој период, имавме многу лошо искуство и бевме критикувани сериозно и од внатре и од надвор дека некои одлуки се наметнати со притисоци и префрлување на пратеници од лева или десна страна. Не. Ако на политичкиот процес се пристапи сериозно и се најдат заеднички точки за кои зборев цело време, тогаш тоа е легитимно да се создаде стабилно мнозинство кое ќе гарантира стабилна влада, а стабилна влада може да биде успешна во справување со проблемите и градење на евроатлантска перспектива. Тука би сакала да додадам дека сите останати албански партии исто се на иста линија кога е евроинтегративниот пат во прашање, за разлика од опозицијската ВМРО, ниту една албанска партија не излезе со идеја за укинување на овие договори, што предпоставувам дека е сериозна конкуренција. Видете, ни една политичка партија во албанскиот електорат или спектар не може да биде против евроатлантските перспективи на земјата, а тоа значи и не може да ги загрози овие камен темелници на градење на таквата перспектива. Така, со тоа сте на иста линија со сите, но од друга страна, појавувањето на опозиција, приближувањето на друга партија со број на мандати,
Значи ли дека Дуи ја губи довербата кај своите гласачи, кај својот електорат, бидејќи веќе ве потсетам и на насловите, вели помал одзив, повеќе мандати за албанските партии, бидејќи овде не се работи за одзивот, туку она што вие пред малку го споменавте, и еден глас повеќе е глас повеќе. Значи, да, точно, не се работи за одзивот, во право сте, доколку ги анализирате податоците од ДИК, од Државната изборна комисија, ќе се потврди оваа констатација дека одзивот во изборната единица 6 е најмало од сите други изборни единици. Друго е до кој степен бил одзивот во четворката, во третата изборна единица, но и колку и да бил, 20 мандати и во третата и во четвртата изборна единица се поделени помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, што значи соодносот албанци, македонци во представувањето не менува ништо. Друго е прашањето. Значи, Дуи како политичка партија е спремна да преговара и со останатите опозиционни политички партии албански, за да се создаде еден фронт, кој фронт ќе биде гаранција или поддршка за овие вредности за кои се залагаме. Па ако треба и активно да учествуваат во градењето на тоа парламентарно мнозинство и едната влада. Значи, не е најбитно кој ќе излезе, кој ќе влезе во едната владина коалиција. Најбитно е дали ние сме спремни да споделуваме исти вредности и врз основа на тие исти вредности да градиме мнозинство како гаранција дека ќе се остваруваат овие определби. Тоа е првото прашање. Второ, значи, Дуи и покрај тоа што има и политички партии кои сметат дека нивниот резултат е подобар, зашто од нула стигнале да... Тоа е нормално, кога имате двајца пратеници стигате на 8, како што е случајот со Алијанса. Но факт е и тоа дека Дуи од 10 на 15 го заокружи својот скор на изборите, што значи скок од 50%, што е многу солидно. Да не речем и близко до она што беше очекување. Значи, не може да се спори тој факт дека Дуи и по број на гласови има 25.000 гласа повеќе од коалицијата Алијанса Алтернатива, а има повеќе гласови и, вклучувајќи го тука, и ДПА. Има повеќе мандати во секоја изборна единица. Има повеќе поддршка на целата територија каде што се надпреварува и Алијансата и како што е изборната единица 4, каде што ние скоро се доближивме до добивање на мандат. Значи, и по број на гласови, и по изборни единици, и по број на мандати, Дуи е по сите критериуми е апсолутен победник во споредба со сите останати. Зашто 12 се пратеници на Алијансата и Алтернатива, 8 и 4. Додајте го и ДПА, тие се 13, Дуи е 15. Земете ги по изборни единици. Во петката Дуи има 3 мандати, Алијанса има 1 мандат. Земете ја шеска, Дуи има 7 мандати, они имат 6 и така натака. Значи, по ниеден критериум не може да се спори фактот дека Дуи е победник и е носител на тој легитимитет. Господин Зибери, ќе морам тука да ви го поставам прашањето, бидејќи кратко пред да ја прифатите понудата од господинот Ахмети, изјавивте дека идејата за премиер албанец е несериозна или, како што кажавте, не е атрактивна. Одеднаш стана атрактивна, што е она што ве предомисли, и во тој контекст би сакала да искоментирате и она анализа од голем дел од меѓународната јавност, која во прво време изјави никој нема ништо против премиер албанец, сомнежите се ако премиерот е од страна на Дуи. Прво, дозволете ми да кажам дека и јас
не сум располагал со сите информации со кои располага господинот Ахмети. И моите изјави биле такви какви што ги имам информациите. Значи секој изјава врз основа на корпусот со кој располага на информации. Но има едно друго прашање кое сметам дека е многу побитно, а тоа е дека јас држам до критичен став и кон ДУИ, и кон било која политичка партија, која сметам дека одредена политика, одредена одлука не е во интерес на јавноста, на граѓаните на земјата и граѓаните кои они ги представуваат. И еден од условите е јас да прифатам кандидатурата. Во разговорите со господинот Ахмети беше токму тоа. Јас не сум член на ДУИ. Јас ќе држам дистанца за некои прашања за кои сакам да имам свој став, а кој став може да биде да биде дивергентен со ставот на ДУИ. Сакате да кажете дека би биле надпартиски кандидат, дури кога би го добиле мандатот? Апсолутно. Сакам да имам автономија за прашања за кои сметам дека поинаку треба да се поставува или да се поставува. И тој став од страна на господинот Ахмети беше испочитуван до крај и тој на неколку наврати има изнесено став дека Насер Зибери не е член на ДУИ. Ние имаме прекрасни кадри кои можеа да бидат истакнати, но ние сакавме непартиска личност и во Зибери ја гледавме таа личност. Што значи и во иднина јас и кон СДСМ, и кон ВМРО, и кон секој чинител кој е релевантен во градењето на политиките во земјата, ќе имам истав. Не отстапувам од мојата слободна мисла без оглед на улогата што ќе имам во одреден момент. Така да на тој план ова би бил мојот одговор, инаку упорно при моите изјави пред да ја прифатам кандидатурата сум рекол тешко е остварливо, како што и сега се гледа дека сите шанси се на маса, но дека не може да се оспори аспирацијата на еден политички субјект како што е ДУИ да номинира кандидат, зашто тоа би било нелогично. Прво, уставно и законски е неиздржливо и не може никој да го спори, како што го спомнавте меѓународниот фактор. Не може никој да каже овој не може да биде мандатар. А дали ќе биде, ќе покажат резултатите од изборите и резултатите од преговорите за создавање парламентарно мнозинство. И да заклучам. Значи, мојата кандидатура беше донесена откако беа разјаснати многу дилеми околу овие прашања за кои разговараме, откако ми беше обезбедена дека мојата автономија ќе биде запазена, дека партиски нема да бидам обоен и дека ќе може после изборите да се преговара на рамноправни основи, да се изгради заедничка платформа. И мислам дека до тука е коректно и јасно. Зотри Зибери, ви благодарам за ова гостување во утрински брифинг. Многу прашања ни останаа неодговорени. Вас ве чекаат уште бурни 15 на дена математички калкулации. Се надевам дека повторно ќе прифатите покана за гостување, кога малку работите ќе бидат појасни, како што кажав, многу прашања ни останаа неодговорени, но таков ни е форматот, немаме толку многу време за долги интервјуа. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за можноста да се обратам до македонската јавност, да ги изнесам моите ставови и размислувања, а секако дека ќе испочитуваме секоја одлука која ќе биде легитимна, демократска и перспективна пред се на граѓаните. Нашето студио е отворено за сите. Благодарам уште еднаш.